Јас реков дека денеска ќе зборувам можда малку пред време, за ова што ќе го зборувам, дека сакам денеска да се задржиме малку за вознесението на Исус. Не знам кога последен пат сте размислувале за него, или не знам кога последен пат сте читале од Библијата, или сте сакале да го проучите малку вознесението, што, зошто и како. Ама сметав оваа година дека е добро ова да дојде веднаш после Великден, да ги поврзиме двете работи малку заедно, да видиме зошто ни се двете важни. Бидејќи во изјавата на верата на христијаните, што започнува од самиот, од првиот век практично нашата вера, зборува за Исус, кој умре на крст, воскресе на третиот ден и се вознесе на небото. И ќе биде жално ако тој третиот дел го забораваме на овој или на оној начин. Читаме од Дела 1 глава, 1 до 11 стих. Значи, ептенот сам почеток почнуваме. Првата книга Теофиле ја напишав за се она што Исус го правеше и поучуваше од почетокот, па се до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што ги беше избрал. Ним, по своето страдање, им се представи жив со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дена изборувајќи им за Царството Божјо. Еднаш кога беа собрани заедно, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот што го чувте од мене. Јован каштеваше со вода, а вие не по многу денови од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. Тогаш оние што беа собрани го прашаа велејки: Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? А тој им одговори: не е ваше да ги знаете годините или времињата што Отецот ги поставил во својата власт. Но ќе примите сила од Светиот Дух кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. И штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак го зеде од пред нивните очи. И како што гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, ете, пред нив застанаа двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин, како што го видовте дека оди на небото. Ова е многу еден текст кој веројатно сте го читале, ако сте читале Дела на апостолите, мора да сте го поминале. Прва глава, штом почнете, сакале некеле, мора да го пројдете. Дела апостолски како книга е напишана за да ни покаже што се случи од смртта, воскресението на Исус Христос па натака. Како се прошири црквата и како тргна црквата. Првата проповед што беше одржана, првата велигденска проповед, ако сакате, беше одржана во град, во Ерусалим. После тоа ќе го видите апостолот Павле оди по урбани места и таму сака да го проповеда словото. Интересно е ако ја читате историјата на исламот во Македонија, ако малку сте земале, јас долги години мислев дека прво исламот почна по селата, не е вистина, почна по градовите. Ако е интересира некој пат и друг пат може да го правиме тој муавет, ама реалноста е дека секогаш кога сакате да поминете некоја идеја, ако сакате да поминете нешто што ви е важно, почнувате од градот. Не почнувате од село. Зошто? Затоа што во градот ви се сите институции, школите, факултетите, така што од мали нозе од почеток почнувате да градите нешто кое после ќе се прелее од градот надоле можда на пониските места. Ама книгата Дела како таква е всушност од прва рака ќе видите пишана за некој си Теофил. За него е пишана и Евангелието според Лука. Лука ги пишува двете тие работи до Теофил и овој Теофил ние многу не знаеме кој е и каков е, ама реално тој вика таму првата книга Теофилија ја напишав за се она што Исус го правеше и го поучуваше. Начинот на кој се пишувани двете книги, ќе ви кажат библичарите, тие што се повеќе по литературата отколку мене, е напишан на човек кој разбира, кој знае и кој не е така едноставно некој уличар, што ќе му кажам, тој ќе си верува. И интересно е кога ќе видите како е структурирана Лука, како е структурирана Дела на апостолите, гледате дека пишувана за човек што кога ќе чита ќе рече: аха, сваќам како е ова работа, сваќам што сака да каже авторот со сите овие работи тука. И во крајна сметка, причината зошто е ова пишувано е затоа што сака да каже всушност: Теофиле, сакам да ти објаснам уште еднаш дека христијанството е вистина. Христијанството не заврши со Исус, не умре, не воскресна и толку беше. Христијанството продолжува и понатаму. И интересно е дека Дела, Евангелието по Лука и Евангелието по Јован може да ги гледате и како книги во Библијата напишани за скептици. За некој на кој треба да им дадеш бајги докази за да ти поверуваат за она што го пишуваш. И Лука зборува тука за христијанството. Сега, погледнете го третиот стих.
Што вели самиот Теофил? Вика ним, значи на учениците, по своето страдање им се представи жив со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дена изборувајќи им за Царството Божјо. Ке ми извините, малку ќе дадаме една регресија, па ќе почнеме со ова другото таму што се случува за самото вознесение. Стално ќе чуете една изјава дека дела апостолски, Евангелието по Лука, па целиот Нов Завет всушност е пишано од суеверни луѓе за суеверни луѓе. Луѓе кои всушност верувале во некакви си чуда, знаци, некои неописиви работи и го напишале сето тоа за и другите да ги привлечат да почнат и они да веруваат на сосема исти начин понатаму. Луѓето демек во тоа време верувале во чуда, ние денес не веруваме во чуда, луѓето верувале оти луѓе воскреснуваат, па ние денес не веруваме и така натаму и така натаму. Всушност, ако реално погледнете историјата, ако се сетите на оно што го зборував за Великден, ќе сватите дека беа исти луѓе како нас, недоверливи, не верува баш така, и ако видите самите грци во тоа време, не верува во воскресението и немаше логика со нивната филозофија. Римјаните воопшто не ги интересираше таа работа, самите евреи не беа сигурни дека има воскресение. Беа поделени меѓу себе. Значи, кога ќе кажевте во првиот век, 20-30 години или во 10 години после смртта на Исус и воскресението, Исус воскреснал, луѓето не вика, амин алелуја. Туку вика, стварно ли е така? Од кај излезе ова? Ајде да видиме, ајде да провериме дали ова е навистина. Не биле суеверни, не биле лековерни, да не се лаже. Соломон е тука во право, нема ништо ново под сонцето. Денеска луѓе толку се лажат на интернет, толку се лажат на TikTok, толку се лажат на некои такви ствари што ги гледаат. Мислам дека ви кажав, еднаш имавме комши и некои кои правеа нешто интересно таму, требаше да направат за некои си школски проекти, две наставнички, и се обидува, виделе на TikTok како се генерира струја. Дека земаш магнет, дека ставаш врз него жица, ја спојуваш со две сијаличка и она ќе свети. И упорно ми го пуштаат TikTok клипот да ми покажат како треба да генерира струја. И се обидав и му објасни што треба да прават, ама беше веќе доцна, има многу големи проблеми направено и беле. Ама, што сакам да кажам? Затоа што луѓето, пак ќе речем, беа слични како нас. На крајот, тука негде во Матеј 28, има еден дел, нели, кај што го знаеме, кај што Исус им вика на учениците, одете по цел свет. Големата заповед, големото послание, како сакате кажете го. Одете, проповедајте го словото на сите. Ама има еден стих што често го забораваме таму. Во Матеј 28, 16 и 17 вика, а 11-мината ученици, нели без Јуда, сега тука, отидоа во Галилеја на гората каде што им беше заповедал Исус, па штом го видоа паднаа ничком пред него и гледате, а некои се посомневаа. Овие се неговите ученици, јадат, пијат со него. Некои уште викаат, абе сигурно ли ова, вистина ли ова? Стварно ли се случува ова нешто тука? Го видоа, го чувствува, јадеа со него. Јадеа со него, го видоа, нели, се сеќават. И повторно се викаат, вистина ли е, стварно ли е, леле се случило некакво чудо. Што се случило? Не е важно колку пати Исус јадеше со нив риба. Не е важно колку пати им се појави. Не е важно колку пати ги поучуваше. Се уште, се собрани се на гората, треба да си замени Исус, да се вознесе и вика, баш така ли е работата? Ова мене не ми личи на лековерни, суеверни луѓе. Барем мене така не ми се чини. Ако мислите поинаку, може да зборуваме за тоа. Од друга страна, ние не можеме пак ни да кажеме дека Исус не умре, како што викаа некој, туку само се разбуди. И денеска имаме случаи кога човек вика бил клинички мртов, бил ова или он. Последните 10 години повторно имаше еден, па на ново се појави еден куп книги. Дури еден има многу комплициран автор, што има една книга напишано, се измачив за дека ја читам, за тоа и дали има живот после животот и така натаму. И сите се мачат и во принцип идејата е човекот умрел, ама го реанимирале и го вратиле во живот. Исус не беше реанимиран. Кога се врати, имаше тело кое, да, можеше да јаде со учениците, ама поминуваше низ зид. Да, имаше тело кое го гледаа, можеа да го пипнат, да го опипаат, на кое се гледаа раните негови, ама истовремено беше поинакво од нив, бидејќи немаше веќе да умре. Значи, не зборуваме за реанимација, не зборуваме за тоа дека нешто му се случило, па сега се сменило, туку зборуваме за факт дека Исус стварно воскресна. Па да вратам на сите оние филозофии таму што ги имаше во тоа време.
Знаете дека најголемиот проблем првата црква го имаше со едно учење што се нарекуваше гностицизам. Гносис. Тоа знаење. Идејата беше дека има телото е грешно. Духот е важен. Не е важно што правиш во телото, само духот да ти биде тебе чист. Духот да ти биде убав. Плюс се што ќе видиме духовно има некое тајно значење, ќе го видиме, баталете го телото. Исус го смени сето тоа бидејќи воскресна во тело. Покажа дека духовното, телесното се заедно. Бог го створи човекот како жива душа и му даде дух живот. И му даде тело, како сите јас и ти сите што си го имаме тука денеска. Може би верува дека нешто ќе се случи во последните времења, може би дека Господ на крајот на историјата ќе смени нешто. Ама, личност, индивидуалец да се појави, одеднаш да умре денеска, за 3 дена да воскресне, да почне да шета помеѓу нив 40 дена, тешко беше за верување. И тогаш, исто, како што и денеска, и сега го прават тоа. Ама, кој е практичната работа до? Или што сакам да кажам? Се постава прашањето, зошто воопшто поверуваа? Од каде до каде, ако толку беа скептици, што до моментот кога се вознесува некој не верува, како тоа успеа да поверуваат? И ова е многу важно за денес. Имате многу луѓе кои се ќе видат од христијанството, ќе го почувствуваат, ќе го допрат, ќе го видат и дали е баш така, дали вреди, дали може нешто да направиме. Но што и да беше тоа што го добија, беше нешто што им ја смени целата идеја за се она што ќе се случува. И тука доаѓам до практичната примера. Сака да почнем. Која е практичната примера за мене и за тебе? Од ова до сега што кажав, па да продолжиме со вознесението. Оти верувам, ако не ги поврзиме двете работи, нема да може да го објаснам, барем јас не можам да го објаснам поинаку. Првиот проблем е овој. Знаете, има луѓе кои го сакаат христијанството. Како што рече брат од една од црквите во Скопје, сите ја сакаат наметката на Христос, ама никој Христос не го сака. Кој е практичната примера? Човек доаѓа и вика, слушај, може ли христијанството да ми ги реши проблемите во животот? Може. Може ли христијанството да ми даде сила? Може. Може ли да ми даде надеж? Може. Ама има ли во христијанството нешто што нема да смеам да го правам? Кои се нуспојавите? Знаете, онако ќе ви нудат витамини и се за ризиците, нели, и спорените активности, консултирајте се со лекар или фармацевт. Ако го прифатам христијанството како такво, кои се нуспојавите? Што нема да добијам или што не смеам да правам ако станам верник? И поентата е, дали христијанството нешто мене практично ќе ми помогне во секојдневниот живот. И она што сакам, јас мислам дека е поинаква алтернатива е следното. Не е прашањето дали е христијанството практично, прашањето е дали е вистина. И ако е вистина, одиме понатаму. Ако е вистина, тогаш одиме понатаму и нема зошто да се грижиме. Бидејќи ако е вистина, ќе биде релевантно, ќе биде практично, ќе има практична примена во моето, во твоето секојдневно живење. Иначе, како ќе очекуваме нешто поарно да биде? Како ќе очекуваме дека нештата ќе станат поарни, дека нешто ќе се подобри во мојот живот, дека нешто ќе се подобри во нашето општество или било каде наоколу, ако сакате да го кажем, или уште полошо, кога ќе се соочите со смртта. Ваша лична, туѓа, некој близок кој ќе се соочите со смрт, како реагирате? До тука беше готово. Ако до тука беше готово, што ве држи денеска? Што ви дава желба да живеете уште еден ден? Многу еднологично, многу практично прашање тука. Ама, ако христијанството е вистина, ако Исус стварно воскреснал, ако стварно има победа над смртта, тогаш тоа ќе влијае над секој дел од мојот живот. И тоа ќе биде многу практично нешто и за мене, и за тебе. Сега, Исус не само што воскресна, туку и се вознесе. И сега е прашањето, па што? Сте се прашали за тоа некој пати? Дојка читав некои коментари, читав еден коментар за ова, вика, Господи, сега ли ќе го востановиш Израеловото царство? Нели така прашаја тука учениците? И тој автор вика, една реченица, 8 збора, 3 теолошки грешки. И мене ме загатна да погледнам што сакаше да каже авторот. Учениците, значи, толку време беа со Исус, имаа недоразбирање во однос на природата на царството. Дали е политичко, дали е духовно. До крај се тука. Исус ги утепа поучувајќи,
патем и ние не сме полесни. И ние учиме цел живот и па не се научуваме за некои работи, ама ти има барем убав учител. Требаше да научат нешто што ќе биде подобро. Духовно царство ли, физичко царство ли, ќе ни дојде царство, ќе добиеме политичко царство, ќе се ослободиме од римјаните, еврејската нација ќе биде автономна, ќе си воспостави држава и ние ќе сме главни и силни и ќе си живееме среќно до крајот на животот. Сега ли ќе биде тоа? Вториот проблем тука беше недоразбирање во однос на времето, оно што го викаме есхатолошки. Веруваат дека царството ќе дојде, ама дали ќе дојде сега веднаш? И знаете оние експерименти по интернет што се, кога му даваат на дете едно колаче и му викаат ако не го изедеш за 1 минута, ќе ти дадеме уште 2. Сте ги гледале? И дето го гледа, го мерка, нема 10 секунди ќе го изеде. Зошто? Дај ми сега и тука, мене не ми се чека понатам. Учениците застануваат и викат, сега ли ќе го воспоставиш царството? Сега ли ќе биде времето кое ќе дојде? Исус ги гледа и одговорот на прашање, знаете кој беше? Ќе го примите Светиот Дух. Сега ли ќе дојде царството? Одговорот е ќе го примите Светиот Дух. Зошто е важно? Ќе дојдеме малку подале. Одговорот е дека Божјото царство дојде во Исус Христос на земјата. Како такво, тука е духовно, не е комплетно, нема да биде целосно до крајот на овој свет и сите тие работи. Ама имаше и трето недоразбирање, што го реков, во однос на опсегот. Царството на Израел само му е не. Национално ли ќе биде спасението, универзално ли ќе биде спасението? Само за протестантите ли ќе биде спасението, само за православните ли ќе биде, само за римокатолиците ли е, само за тие во соборна црква или тие што се баптисти или пентакосталци, за кое е спасението? Што сме поинакви од ученици? Реално, ако погледнеме тука. Исус повторно им кажува, нема да биде ваша само. Ќе биде црква која ќе биде за сите народи. Ќе биде нешто што го правам за секој. Океј, и како функционира сега тоа Божјо царство? Значи, ќе го видиме вознесението. Во стих 9 им вика, штом го рече тоа, додека тие гледа, тој се подигна и облак го зеде пред нивните очи. И ајде да видиме, сега ќе влеземе во она што ми е демек темата за денеска. И ни се кажува дека се вознесе, таму после кога читаме во другите во посланијата, дека се вознесе на престолот Божји од десна страна. Така стои во самата Библија и ќе видиме што тоа всушност значи. И сакам да разбереме, знам дека ме разбирате, ама да потврдам само, кога зборува од десна страна, не мисли буквално десна рака, лева рака. Кога мисли престол, не очекувате дека има дрвена столица некаде каде што се седи. Нели зборуваме за метафори кои треба да ни објаснат и да ни покажат нешто за кое ќе видиме малце подоле. Поентата е нешто друго. Дека имаме слика на една фундаментална промена што се случува всушност во нашиот однос со Бог заради вознесението на Исус. И ќе видиме што е тоа за неколку минути. Кога Исус отиде горе на самиот престол. И тука некако зборува за една блискост со тој Бог горе, ќе видиме малку повеќе. Зборува за еден план што бил направен, можда стратегија како сакате, и зборува за некој кој е во Божјото присуство и за кој после читаме во Евреите и понатаму од апостол Павле пишува дека имаме некој што ни е наш застапник. И сите овие работи излегуваат од самото вознесение. Значи втор пат ми да. Значи зборуваме за блискост, за стратегија и за застапување. Ајде да ги видиме блиските односи. Во блиските односи сакам да ви дадам еден пример да почнеме во моментот кога тој воскресна. Во Јован 20 глава 17 стих, Марија Магдалена беше тука, ќе се сетите, и доаѓа кај него и сака да се држи, он вика, не се допирај до мене, зашто уште не сум се вратил, вика, кај мојот отец. Што сака да каже? Ова вратил, јас пак ќе речам, не сум многу добар во грчка, ама буквално значи се вознесов, се уште не сум се вратил, се уште не сум издигнат, не сум отиден кај отецот. Тоа е првото што го кажува. И кога вика не ме допирај, зборот ние го користиме денеска многу често. Знаете на хаптички што викаме хаптик на телефонот? Нели? Што зуи, што трепка, што пипка. Тој збор се користи тука. Аптомај, нели, да се закачиш, не се допира до мене, не ме пипај. Вика се уште, не сум се вознесол. Зошто го кажува тоа? Или ајде да се вратиме, зошто па Марија Магдалена сака толку силно да се држи за него?
Веројатно затоа што вика те изгубив пред 3 дена, не ќе веќе да те изгубам. Веројатно вика јас те пуштив, веќе не те пуштам, па што сака нека биде. А реакцијата на Исус е ќе ме пуштиш кога тогаш. Сега парафразирам малку. Сакал нека, јас ќе отидам некаде, ти ќе отидеш некаде, јас ќе заминам во друга земја. Ние не можеме двата да бидеме заедно 24/7 365 дена. Оти не сум само твој. Пушти ме да се вознесам за да ме имаш за цело време. Сте размислувале на тоа, можеби на тој начин? Никогаш веќе нема да ме испуштиш. Ако заминам, ако ти го дадам Светиот Дух, ќе бидам со тебе секогаш и за секогаш. Тоа е поентата. Всушност, Августин тоа го кажува многу убаво на едно место, вика, ти се вознесе пред нашите очи, ние почнавме да жалиме и тогаш те најдовме во нашите срца. Тоа е една многу убава, една прекрасна изјава што Августин ја дава баш во врска со оваа работа. Идејата ни се, Марија, пушти ме да се вратам, пушти ме да се вознесам, за да ме имаш за цело време. Ние немаше да го добиеме Божиот Свети Дух во нас, во нашите срца, ако Христос уште беше на земјата. Барем не на оној начин на кој го имаме сега, овде. Значи, цел свет да може да го има, со цел свет да биде постојано за секојаш и да го наречам мој. И тоа беше многу битната работа овде. Значи, вознесението ни го овозможува тоа Божјо присуство во нас, една односителна блискост со Него, знаење и искусување на Божјата љубов секој ден. Постојано, дали сме сами, дали сме во друштво, дали сме во црква. Ова немаше да се случи ако не се случеше вознесението. Имаме еден личност во едно време кој ќе се појави на едно место. Зошто го зборувам тоа? Затоа што Господ самиот, ќе се сетите, реши да се ограничи кога дојде на земјата во едно тело. Тоа го направи, но ти сакаше да го направи. Ама, ајде да видиме историјата, како одеше. Стратегијата низ историјата, ако сакате да кажам тоа. Нешто многу битно да дали е историјата безсмислена работа? Во која смисла безсмислена работа? Кога ќе замине нешто, не се враќа. Тоа што сте биле пред 10 години не се враќа назад. Тоа што сте биле пред 25 години не се враќа назад. Тоа што бевте вчера не се враќа веќе назад. Па тогаш има ли смисла за зборуваме тоа што било и за тоа што ќе дојде? Нема навлегуваме сега во нели дебати такви. Мало? Не е се изгубено. Така си е, не е се изгубено, ама не можеме да се вратиме да го искористиме пак. Не е се изгубено, ама не е целото достапно. Се согласувам, точно е така. И тука е многу битно нешто за нас. Погледнете историјата на вознесението, ако сакате, во Ефесијаните 1 глава 19 до 22 стих. Колко е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку моќното дејствување на неговата сила, кој што тој го прояви во Христос, кој го воскресе од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави за глава над се во црквата. Значи, вознесението всушност нас ни кажува дека тој седна на престолот на се што е создадено и контролира на се што се случува со нас, во нас и за нас. Ако е вистина дека Бог му даде се потоа од кога се вознесе на небото, тоа значи дека целата моја и твоја историја е контролирана од вознесениот Христос. Ова важи без разлика дали сте верени или неверени. Како завршува контролата е друго прашање, ама до тука ова е моментот во кој да станува. Дали некоја сте си помислиле за овој стих Римјаните 8:28? Знаеме дека на оние што го љубат Бог и се повикани според неговата замисла, се им содействува за добро. Ние викаме се што ни се случува, се добро што ни се случува, се лошо што ни се случува, сите арни лоши работи од минатото до денот кога ќе застанеме пред Христос или пред Господ, содействува за добро за мене и за тебе во животот. Сега, ако е ова вака, нели? Што правиме кога страдаме? И ако многу се прашуваме кога или што ќе правиме, јас ќе речам, Исус
Оно што сака да го направи е да ги искористи и нашите лоши работи, и се оно што нас лошо ни се случи, да го преврти лошото за добро за нас. Кога вика се содействува за добро, ќе видиме што значи тоа, ама се содействува за добро, значи се што ни се случило во минатото и се што ќе се случи во иднината, ќе содействува или ќе функционира така да донесе добро за Божите деца. Затоа ни е важна историјата позади, ќе видите за секунда ова. Сега, аксиомата овде дека и лошите работи се дел од неговиот план. И тоа е делот што не ми се допаѓа. И тоа е делот што никој од нас не му се допаѓа, бидејќи никој од нас не ќе ја помине преку страдање за да добие нешто. Јас 2 години одев на терапија, оти ми вика дека терапијата ќе ми го реши проблемот за рамото, дека нема да мора да поминам операција. Погрешна диагноза, на крајот па отидов на операција. Да може да поминам без неја? Слава на Бога. Поминав со неја, што да правам? Слава на Бога. Пак, нели, ќе го кажеме тука. Ама, кога ќе кажеме дека не ни се допаѓа овој начин, што Исус ги избрал, мора да бидеме свесни дека Исус Христос го употреби тој начин што ни го дава нас, го примени прво на себе. Што беше крстот? Крстот беше нешто многу лошо што се случи. Сотоната, светот, мислеше дека готово. Исус ќе го убиеме, Исус ќе го уништиме, ќе умре и веќе никогаш нема да се врати да ни прави проблеми. Светот, сатаната се обидува да го уништат Исус. Исус помине низ маки, низ болки, низ тешкоти и го зема целиот грев на целиот свет врз себе си. Зошто? За да воскресне и да излезе за добро. Ако Исус не умреше, ако Петар успееше да го спаси Исус, нели кога зема меч да го спасува таму, ако Петар успееше да го спаси Исус, ќе немавме спасител. Ќе немавме спасител. Бог во неговиот план сакаше неговиот син да помине преку смртта, преку шеолот, преку адот, ако сакате, за може мене и тебе да ни донесе нешто после. Да знаеме и ние кога поминуваме низ тешкоти, маки и страдања и тие работи, дека не води назад кон себе, дека содействува се за добро. Тука, за сите тука и за сите нас. И затоа велиме дека Исус Христос седи на престолот и контролира се што се случува, вклучувајќи ги лошите работи кои Бог на почетокот не ги сакаше за светот. Бог не сакаше да има страдање. Бог го создаде светот и рече, сеќавате, и се беше добро. Сега, или како што е рекол некој, ова цитирам, вика, тој контролира се така што сите околности се дел од неговиот план. Уште повеќе, тој го користи злото против самото зло за да го победи. И лошото што се случува е дел од неговиот план. Погледнете во вашиот живот. Погледнете нешто лошо што ви се случило пред години. Видете кај сте денеска како резултат за тоа што тогаш нешто се случило и таму нешто се случило и викаш, ако тоа не беше, каде ли ќе бев денеска? Размислете, ќе видите дека Господ често пати користел кризна ситуација, криза, проблем, тешкотија во нашиот живот да не доведе таму каде што тој сака да бидеме. И сега викаме, Боже, фала ти. Не ми е кеф, не ти викам фала за страдањето, ти викам фала што ме извади и што научив нешто од него. Да бидеме искрени, никој не вика, Боже, фала ти за страдањето. Тоа не. Тука не оди. Никогаш не можеме да видиме како Бог действува за добро во сите маки што сме ги поминале, освен од моментот кога ќе бидеме на небото и ќе погледнеме од небесна перспектива. Да бидеме тука најасно сите. Исус самиот живееше, самиот умре по тој исти план. Пак ќе се повторам, светот, гревот и ѓаволот сака да го уништат Христос и успеа да го уништат и резултатот ни го врати назад. И кога ќе кажам дека крстот е модел по кој Исус раководи со светот, верувам дека е така, бидејќи го гледам во мојот живот, погледнете во вашиот, ќе видите дека е истото тоа кај вас. Да ви дадам еден пример од Стариот Завет. Еден многу интересен пример за мене. Барем. Во втора книга Царства има едно место кое се нарекува Дотан. Во Дотан беше мало некој градче во кое беше Елисеј, имаше војски кои се собраа наоколу, пророкот е таму, се собраа луѓето и они знае дека градот ќе биде уништен. Војска дека го сравни градот со земја. Елисеј се моли, вика, Господи, помагај, Аман направи нешто и Бог испраќа ангели, вика, со огнени кочи, ги победуваат сите наоколу и Елисеј се спасува. Ова е молитвен час на кој јас сакам да присуствувам. Господи, имаме проблем, се молиме за проблемот, Господ го решава, вика, слава ти,
Боже, супер, гледайте, сите среќни, сите радостни, читаме за тоа во Библијата. 2 века предходно на истото место, во Создавање 37, имаше еден човек по име Јосиф. Неговите браќа го фатија, го фрлија во јама до Дотан, се молеше, овкаше, плачеше, го продадоа како роб. Се молеше, овкаше, плачеше 40 години. Додека на крајот, што е испадна? Вие го направите тоа за зло, но Бог го преврте за добро. Лозата преку која дојде Спасителот, дојде после 40 години неодговорени молитви. Преку маките. Преку крстот, ако сакате. Да не се чудиме оти страдам. Да не се чудиме оти ки имаме маки и проблеми. Ама да знаеме дека Бог ги користи за злото, да може да го победи самото зло и да извади на крајот добро. Животот на Јосиф ни е конкретен пример за таа работа. Браќата го фрлија, го отиде во затвор, отиде роб, погрешно го обвинија. Сите маки ги пројде. Собствените браќа во очи го лаже. И на крајот им вика, ако вие не го направевте тоа зло на мене, сите ќе изгиневте. Не дај Боже така да врвиме, ама тоа е начинот на кој Бог работи. Понекогаш Божјото присуство ни е птено очигледно. Понекогаш ни изгледа како Бог да го нема, па ни се случуваат ужасни работи, ама Бог никогаш не е одсутен. Тој работи постојано, цело време во се. И врвното уништување на сатаната е кога Господ го користи сатаната против самиот него. Знаете, еден политичар Берија на времето кажа дека вика секоја револуција ги јаде своите жртви. Погледнете секое движење во светот кој е тргнало против Бог, самото себе однатре се уништува. Секојаш кога светот ќе тргне против Бог, од внатре во самите себе ќе се уништат. Не мора некој од надвор да го направи тоа. Бог си работи на тој начин. Тој е неговиот начин на кој тој функционира. Или како што некој рекол, вика врховниот пораз над злото е кога самото себе се подкопува, само се победува себе си и тогаш има поголемо добро отколку што ќе имаше ако не се случеше самото зло. Пред војната во Босна и Херцеговина, в Босна и Херцеговина имаше само 2 евангелско-протестантски цркви. Толку? 2, 3, ајде да кажеме, и можда 1-2 групички. 5 или 6 години после војната во Босна имаше 30-40 цркви во целата земја. На Косово пред војната, не викам дека беше добра војната што се случи, на Косово пред војната имаше црква во Печ, имаше една мала групичка што се собираше во Приштина. После војната, кога помине сето оно што се случува, сега имате 40 на цркви и заедници на самото Косово. Не викам дека е убаво да има војна. Не викам дека е убаво. Албанија беше затворена после Втората светска војна години. Години и години беше затворена. Се викаше дека освен неа и Јужна Кореја, нели двете најзатворени, Северна Кореја па Јужна Кореја, најзатворени земји за словото беа тука. Отидете денеска во Албанија. Она што таму го прават евангелско-протестантските цркви е нешто што ние во Македонија не сме го видели. Како резултат на злото, на маката, на проблемите што луѓето требале да ги поминат. Така вели Господ, му веруваме дека е тоа вистина. Ајде да го видиме уште ова застапништвото за кое спомнав тука, она што го кажав. Кога Библијата зборува за вознесението дека Исус Христос седна на тронот или на престолот, како сакате, сакам да спомнам една работа што често ја забораваме кога гледаме таа слика. Во времето кога постоеле цареви кои владееле вистински, денеска и Британија е монархија и Холандија кога е монархија, ама парламентарни монархии се, нели? Сепак не е тоа вистината, ама во тоа време престолот беше место на моќ, концентрација на моќ и концентрација на правда. Престолот беше место кај што се суди. Јас сум главен и како јас ќе пресудам, така ќе биде, викаше царот, или кралицата, или кој да било таму. Не беше место каде што вика овде седат, овде церемониите само се вршат, таму е судот, има парламент, има врховен суд, јавен обвинител и така натаму. Нема. Сета моќ беше концентрирана во тој што седи на самиот престол. Просторот каде што е престолот е просторот каде што е судницата. И кога некој седи на престолот, тој има сета сила, има сета моќ и има цела правна, легална моќ, ако сакате, ја има во своите раце. Тука. Така ни е кажено. И ни се кажува дека кога Исус отиде од десната страна на Бог, во Евреите 7,
25 вика затоа и тој може совршено да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив, вика, за да се застапува за нив. Овде. Имаме, тука, од овде негде ние вадимо на сликата, дека човекот седи во судница. Од едната страна го имаме Бог, кој го суди грешникот, од другата страна го имаме кој? Сатаната, кој е јавниот, кој е обвинителот, кој не обвинува, оној што е нашиот адвокат, нашиот застапник, кој треба да не застапува пред самиот Бог. Тоа е сликата од прилика, тука посланието до евреите што ја спомнува. Сега, кога застануваме пред Божество, пред самиот Бог, да се судиме, ни треба здрав адвокат. Тешко ќе помине некој што завршил право во Македонија. Значи, ни треба некој кој ќе биде здрав, некој кој може да застане пред Бог, кој ќе биде исто толку божество како него. Затоа зборуваме за синот, кој се вознесе, викаме, и таму и седна на престолот сега. Повторно, метафора за нешто што се случи, ама малку сега ќе ме следите, ти мора да се задлабочиме да не ни побегне главната поента. Размислете за ова. Зошто секој од нас кој ќе стане пред излез да станува пред огледало? За да се види какви сме, нели? Зошто? Не ми е важно како јас изгледам за мене. Во крајна сметка да не се видам чудо голем. Знам кога работам некој пати, цел ќе бидеш извалка и не се забележуваш каков си. Заради тоа што има луѓе околу нас кои не гледаат и кои цело време носат суд. Ќе отидете во институција, ќе го видите тој од другата страна таму што седи. Ако видите дека е небањат, ако го видите дека не е избричен, ако видите дека не се облекол, не се дотерал, викат, овој за себе не бере гајле, па за мене ќе бере гајле. Вистина ли? Ќе прошетате по улица, ќе видите, ќе влезете во некој ресторанче, ќе видите какви луѓе седат внатре, ќе чеш ова не е за мене, бегам понатаму. Сите даваме суд цело време. Вистина ли? Некој повеќе, некој помалку се грижиме за надворешен изглед, ама фактот е дека цело време се плашиме и причината зашто тоа го правиме оти луѓе донесуваат суд. Ќе му се јавите на некој, ќе му кажете добар ден на некој, ќе му се насмеете на некој, ќе му помогнете на некој. Зошто? Може би оти сакате, ама истовремено има еден куп луѓе околу вас што ве гледаат цело време и носат суд за вашите постапки. Значи, во крајна сметка, секој од нас е во судница секој ден кога ќе излезе од дома. Станете од кревет, излезете надвор, посред судница сте се поставили. Готово. Тука сте, таму сте. Што правиме сега тука? И ние донесуваме суд. Како луѓето судат за нас, така ние судиме за нив. Ке погледнеш на некој и види, супер сте. Ке погледнеш и кажеш, аман, глеј го, може поарно. Ке видиш некој на телевизија што излего да дава нешто таму, да дава интервју и си викаш, не можеш да се исчесло, бе. Сте ги видели? Реално е. Јас знам да коментирам на такви работи, често ми се случува да кажам таква работа. Цело време судиме. Се обидуваме да им угодиме на родителите додека не се живи. Се трудиме да им угодиме на тие околу нас, се трудиме во црква да видиме како треба за некој да каже браво, супер, како така е. Одлично го направа, супер го направа. Фала ти многу, свака част. Се ето. Зошто? Пак ќе речем, се осеќаме дека сме некаде на суд и ни треба некој надвор од нас да ни каже се е окей, се е како што треба. Тоа е реалноста на самата ситуација. Треба побрзо му ти ќе донесете судот, ја претерав, ќе отидам над 40 минути кои ги планирам. Кога некој ќе каже, мене ми е гајле што мислат луѓето за мене, ве лаже. Кога некој ќе му кажете, не се секираш што викат луѓето за тебе, ти си супер, да знаете дека ве лажат. Сите ве судат. Ние судиме, нас не судат цело време. Ама, сакаме, пак ја речам, да не сме во таа судница во која постојано некој носи суд за нас. А така се осеќаме, бидејќи длабоко во себе разбираме дека не ги исполнуваме стандардите кои се очекуваат од нас. Не ги исполнуваме стандардите заради кои можеме да застанеме, ај сега ќе одам чекор понатаму, пред вистинскиот праведен Бог и да кажеме, кажи ми окей. Оти не ги исполнуваме неговите стандарди. И очекуваме да добиеме нешто од другите што може да ни го даде само и исклучиво Бог. Само и исклучиво Бог што може да ни го даде. Ако не го разбереме вознесението,
нема да разбереме дека Исус е тој наш застапник, кој е таму горе, за кој пишува во 1 Јован, таму 2:1, вика, чеда мој, ова ви го пишувам вам, за да не грешите, но ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник, Исус Христос, праведниот. Го имаме застапникот. Тоа е тука. Пак ќе речам, цело време имаме застапник, додека постојано судиме, постојано ни се суди за цело време. Сгрешив. Сега, кога имаме застапник пред таткото, да видиме што значи тоа, а што не значи. Бидејќи ова е нешто со кое и јас и вие некој пати мислам дека грешиме. Некој пати викаме вака: Исус Христос е нашиот првосвещеник, нашиот застапник. Тој стои пред Господа и сега додека он стои пред Господа, Павле ќе направи греф и Исус вика: Господи, Павле сгреши, јас сум негов застапник, ај прости. И Бог вика: окей, ќе му простам. Поминало малку време, повторно Павле прави белја, како што се знае, и повторно Христос вика: Господи, те молам, прости му на Павле затоа што он направи белја, моје чеда, прости му. И Бог вика: окей. Што не е во ред во вас слика? Ај размислете малку. Простено ни е еднаш, меѓутоа, дали ми е стварно простено? Што ако Исус утре каже доста ми е више од овој? Ќе видиме. Може би да, може би нема. Ајде да го погледнеме малце поинаку. Фали нешто во оваа изјава вака која ќе ја дадеме и знаеме да ја заборавиме, затоа реков ќе се слушаме внимателно за да не сгрешиме. Ако ви требало некој пати адвокат, ви треба адвокат што убаво изгледа, што е паметен, што е елоквентен, што знае зашто зборува и кога ќе застане пред судијата да покаже или да представи случај, да ме брани, знае зашто зборува. Не е важно дали јас знам, не е важно дали јас разбирам, не е важно колку јас го знам закон. Она што е најбитно, адвокатот да знае зошто е таму. И да ја заврши работата без мене, бидејќи во крајна сметка адвокатот представува случај. И ако Исус е наш застапник, да видиме што всушност тој прави. Во Евреите 7:27 ни стои вика: Исус, кој нема потреба како другите првосвештеници секојдневно да принесува жртва, прво за своите гревови, потоа и за оние на народот, бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, принесувајќи се самиот себе си. Зошто е ова важно? Седете се на стихот што го прочитавме. Тој е верен и праведен да ни ги прости нашите гревови. Во 1 Јован 1:9. Ако исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен, ќе ни ги прости гревовите, ќе не очисти од секаква неправда. Кои два збора ги гледаме тука? Каков е Исус? Верен и праведен. Не вика дека е милостив, не вика дека е добар. Исус не спасува заради тоа што е добар човек, па вика: ајде, нема проблем, ќе му простиш, Господи, на него. Исус не ни простува ти милост, ај пушти го овој пат, нека му помине. Туку дека е праведен. Зошто е праведен? Неговата правда беше таа што ни го купи спасението. Тоа е нешто што мораме да го памтиме. Да се вратам па на таа метафора што ја реков, кога Павле ќе сгреши, Христос оди пред Господ и вика: Господи, треба да му простиме на Павле, бидејќи за тој греф е платено. А не, ај пушти го, нека му мине. Не, платено е. Правдата е задоволена. Правдата Божја е задоволена затоа што за мојот греф некој плати. Христос плати за мојот греф. И тоа треба да ме натера да не ја направам истата грешка повторно. А не неговата добрина. Дете ако доаѓа само за мојата добрина, крши низ дома што му текне, нели? И потоа вика: ти си добар, татко, ќе ми простиш, ќе помине. Некој треба да плати цената. Или таткото, или детето. Овде во овој случај Христос ја плати цената за мојот греф. Јас само го користам тоа, бидејќи Господ вика пред таткото: јас платив. Овој греф е греф. Овој е против твојата волја, овој греф заслужува смрт, јас умрев за него. Ние немаме тука: ај пушти го да пројде. Имаме: јас платив и затоа има правда за него. Иначе не можеме да се надеваме на Божја правда за нас. Значи, ако веруваме во Христос, ако веруваме во неговото вознесение, тоа го добиваме од него. И затоа тука ни стои после вика: јас ќе отидам на небото, но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и вие ќе им бидете сведоци во Јерусалим, цела Јудеја и Самарија и до крајот на светот.
силата Божја која ќе дојде кај нас, ќе ни ја даде силата да бидеме сведоци. Знаете зошто? Затоа што сум сигурен дека Божјата правда е задоволена, дека мојот грев е платен, дека јас имам некој таму горе што кога јас ќе ја уплескам работата, ќе рече јас платив за тоа што го уплеска работата. А Светиот Дух во мене секој ден ме уверува во тоа дека Христос е со мене секој ден, дека Бог е со мене секој ден, дека спасението е мое. Божиот Дух вика и нашиот Дух сведочи дека сме синови и чеда Божи. Тоа е она убавото што го имаме тука. Кога се нервираме, кога ни е тешко, кога имаме проблеми, а се сетиме Исус се вознесе да ни даде мир, да ни го даде Духот кој ќе биде во нас цело време. И ако сакате идеја за тоа како изгледа Исус денес, да, знаеме како изгледа Исус денес. Читате Откровение 1 глава. Ке видите дека го имаме горе, кога Јован го гледа на Патмос, во светлина, во оган, во бура, во сето негово совршенство, во сета негова сила, во се, сети се, тој контролира цела вселена за тебе. Тој контролира цела историја за тебе. Тоа е оној што од самиот почеток те сакаше, тоа е оној што по правда ти суди, по правда ти го дава сето оно што го имаш и цело време е со тебе само заради тоа, дека се вознесе и кога ќе паднеме, кога ќе ни биде тешко, кога ќе се нервираме, застани и размисли. Кажи, Господи, ти се вознесе, ти ја водиш историјата, ти ми даде спасение, ти си мојот адвокат. Фала ти и мислам дека тоа ќе ни даде радост, ќе ни даде мир и тоа ќе ни ослободи. Амин.